Од среда без заштитни маски и ракавици кумановчани, тетовчани и прилепчани нема да можат да излезат надвор од дома. Ограничување за излегување од дома се препорачува и за сите граѓани на целата земја, каде што само по еден член од семејството би можел да оди во маркет или аптека. Владата одлучи да им се препорача на сите граѓани, особено на оние што живеат на подрачјата на општините Куманово, Прилеп и Тетово, да го редуцираат излегувањето од своите домови, тоа да го прават само од најнеопходни причини, односно заради одење на своите работни места. Власта не ги послуша барањата на кумановскиот градоначалник, но тој денеска не смета дека треба да го коментира тоа што со партијците не ги слушнаа неговите повици, иако пред неколку дена јасно кажа. Куманово на 22 бара кризна состојба, на 23 бара веќе повисоки, 23 март бара повисоки мерки, а од пред некој ден побаравме и карантин во посебни услови. Дали мерката за задолжителни маски и ракавици не е задоцнета? Дали ова значи подготовка за нешто уште пострашно, иако власта зборува за пик од бројка, што не ја подкрепи со аргументи, туку само ја најави од 2500 заболени? Овие прашања заслужуваат објаснување. Дотолку повеќе што клучното прашање е, на пример, фактот што Димитриевски не носеше маска истиот ден кога се откри дека е позитивен, а застана пред камерата на Алфа. Мерката за задолжително носење маски и ракавици може би решава еден проблем, но отвара друг. Секое 4 члено семејство месечно треба да одвојат својот буџет по најмалку 6000 динари за заштитни маски и ракавици. Тука доаѓа и проблемот што и самите аптеки кубурат со заштитната опрема. Па прашање е дали кумановци, прилепчани и тетовчани ќе можат да се снабдат со задолжителната опрема. Меѓу останатите владини одлуки е сите државни органи, општината и јавни предпријатија во Куманово од вторник да работат со редуцирани капацитети и да воведат посебни мерки за заштита. Од вторник се забранува организиран превоз на патници, односно забрана за влез и излез во и од подрачјето на Тетово и сите околни општини. Инаку во Куманово досега има 329 заразени со коронавирус, во Прилеп 117, а во Тетово 55. Вкупно регистрирани болни со COVID-19 во државава се 1207 лица.